загадувањето во градот. Градот побара измени на возниот ред, за опозицијата е нелогично тој да се менува автобуси уште да нема. Укинати линии, возила што ги има на саат време и петиција од граѓани за автобуси кои не стигаат до последната дестинација. Советниците со реакција за состојбата со јавниот превоз во главниот град. Забележав дека 35-ка е укината како линија во возниот ред, иако тоа е единствената линија која што го поврзува Чаир со аеродром. Од тоа што можев да забележам, 4-ка во понаселениот дел на Хром од понеделник до петок поаѓа на 40 минути, односно тоа значи дека сега со оваа промена ќе биде на 45 минути. Автобусот оди до Радоша и не завршува до селото Ворце. Имаме на петиција од жителите од оваа територија кои што бараат автобусот најмалку 2 до 3 пати дневно да стигне до тоа село. Јавен превоз во најава, а возен ред само на хартија, реагираат од советничката група на СДСМ. Ке го намалите возниот ред и ке го прилагодите на неговата нефункционалност. Ако продолжиме со ваквата оптиматизација, јас се плашам дека јавен превоз ќе имаме само на хартија, а луѓето се повеќе ќе го избегнуваат. Долговите се исплаќаат. Тендерот за набавка на нови автобуси е распишан, вели првиот човек на градот. Ѓоргиевски уверува дека со пристигнување на првата флота на автобуси ќе има нови измени во возниот ред, а со тоа и почести пристигнување на постојките. 40 автобуси дополнително се поправени во јавното сообраќајно предпријатие, што некој од непознати причини за мене ги растурал изминатиот период, пак е тоа Стојче Ваш, така да се подобруваат состојбите, но дали е нивото задоволително и потребно да ги обслужи граѓаните онака како што заслужуваат? Не е, и тоа го признавам. Но дали јас овде сум 3 години? Не. Јас сум нешто повеќе од 3 месеци. Но и по негодувањата на опозицијата, сепак оваа точка беше изгласана во Советот на градот Скопје. Во меѓувреме, граѓаните се жалат дека автобусите се нередовни и дека со сати чекаат на автобуските постојки. Оваа состојба е присутна веќе подолго време. Се случува и автобусите да стојат и по булеварите поради дефект. Но да прочитаме и дека некој се запалил. Планот на градот е да се набават нови 150 еко автобуси, а дел од нив да пристигнат до крајот на годинава.